Кривопаланечките ученици од основните училишта Јоаким Крчевски и Илинден и средношколците од гимназијата Ѓорче Петров учествуваа на меѓународниот математички натпревар Кенгур 2014. Вкупно 377 ученици од прво одделение до 4-та година гимназија зедоа учество на меѓународниот математички натпревар кој започна во 11 часот во сите земји ширум Европа и светот каде е прифатен. Од основното општинско училиште Јоаким Крчевски учествуваа 178 ученици. Од основното општинско училиште Илинден вкупно 155, од кои 31 од подрачното училиште во село Мождивњак и 32 од подрачното училиште во село Конопница, додека од средното општинско училиште Ѓорче Петров учествуваа 44 средношколци. Да биде пополнето со печатни букви, тоа е нештото на кое што вие ќе добиете награда, похвалба, диплома и така. Пополнувајте со печатни букви, значи пишуваме со печатни букви уште сега, тоа да ви биде завршено веќе, име, презиме, училиште. Училиште вака ќе пополните. Сол, па празно квадратче, Ѓорче, празно квадратче, Петро. И добре задачите, можете слободно да шкртате, можете да пишувате што сакате, да пробате да решавате, во тефтерчето да испишувате. Точните одговори на крај ќе ги внесете на ливчето според редниот број. Напишано па прешкртано и уште еднаш напишано не ви се треба. Задачите од 4 и 5 поема, кај што не сте сигурни, не заокружувајте на следните и се враќаат поемите назад. Дали оно што ќе го заокружите, знаете дека ви е точно, ќе ви бъдат оценени. Значи принципот на оценување во Кенгур е оно што голем дел од вас учествувале веќе знаат. Точниот одговор се бодува со минус, точниот одговор се плюс. Учениците имаа 90 минути за решавање на задачите, пошто председателите на активот по математика од училиштата ги доставуваат решенијата до Сојузот на математичари на Македонија, организатор на Кенгур во земјава. Јас како председател на активот по математика сум одговорна заедно со моите колеги да го спроведеме во најдобар можен ред, регуларност, како што ни имаат испратено и од препораки од Сојузот на математичарите. Оваа година имаме вкупно 44 ученици пријавено. Секој пријавен ученик значи плаќа капитација по 130 денара. Тоа е нешто што со години се практикува. И решава тест. Прва и втора година решаваат еден исти тест. Трета и четврта ист тип на задачи. Тестот трае час и 15 минути. Потоа, значи, имаат соодветни ливчиња каде што треба да ги пишат своите генерали со печатни букви, да ги запишат одговорите. Адресирано до Сојузот на математичарите се праќа во пликче, најдоцна до 1 часот, одговорното лице што е пријавено за училиштето. И Сојузот си има должност да ги прегледа и резултатите да не ги прати по пошта. Овој натпревар е од меѓународен карактер од причини што во истото време, 11 часот, 20 март, се организира на ниво на сите држави и европски, значи балкански, кои го имаат прифатено. Во текот на денешниот ден започнавме со меѓународниот училишен натпревар Кенгур по математика. Тоа е меѓународен училишен натпревар по математика кој што се одржува секоја година околу 20-21 март. Значи, еве денеска ни се поклопи со другите екоактивности на нашето училиште и баш ни беше исполнет денот. На овој меѓународен училишен натпревар ние учествуваме секоја година. Значи, оваа година учениците од прво до 8 одделение од нашето училиште Јоаким Крчевски се вклучени, се разбира нели со посебни задачи според возраста. Тоа е натпревар по математика на кој што се застапени логички задачи, значи не задачи од материјалот, туку логички задачи, со тек да се потикне логичкото размислување кај децата, а почнуваме од прво одделение се со цел за да ја развиеме љубовта на учениците кон математиката, кон надпреварувањето, значи надпреварувачкиот дух кај децата, па и се разбира, секоја година добиваме дипломи, награди, пофалници, па се надевам дека и оваа година
година ќе биде така. Овде е доброволен принципот на пријавување, за разлика од регионалниот, републичкиот и олимпијадата, каде што има текст, значи прва училишен, регионален и пласираните ученици смеат да учествуваат. Овде може да учествува секој што ќе си плати капитација. Има задачи кои што се навистина лесни, едноставни и носат по 2-3 поена, има задачи кои се потешки, носат по 5 поени. Сите задачи се решаваат со заокружување на еден точен одговор и принципот на бодување на овој надпревар е тоа што на неточната задача се одземаат поени и затоа ученикот не смее да заокружува доколку не е сигурен, бидејќи на сигурните и точно решените може да му се одбијат поените. Треба и брзина, рутина, внимателност, точност, бидејќи едно ливче добиваат да не грешат, оти секое погрешно одговорче може да им носи поен помалку. Ние имаме одлично искуство досега, значи одлично пласирани ученици, добиле дипломи, добиле одредени книгички кои што Сојузот ги организира. Така да сум задоволна. Почетоците на меѓународниот математички надпревар Кенгур датираат од 90-тите години на 20-тиот век во Франција, а од тогаш досега е распространет на речиси сите земјени континенти.